оваа идеја не е, значи не е генерирана преку ноќ. Оваа идеја е нешто што Граѓанската асоциација МОСТ го има утврдено низ овие 9 години активно учество во изборните процеси, меѓутоа во исто време и во креирањето на изборното законодавство. Дефинитивно, значи, кога ќе ги земеме во предвид сите овие параметри до кои што ние дојдовме во изминативе години, една работа е сигурна, тоа дека пратениците недоволно ги бранат интересите на своите гласачи и недоволно се чувствуваат одговорни и отворени кон потребите на нивните гласачи. И од таа причина Граѓанската асоциација МОСТ заедно со Институтот за парламентарна демократија и Националниот демократски институт ги работи овие трибини и е дел од овој караван во рамките на кампањата Твојот избор да биде личност. Тоа што исто така е многу битно да се потенцира е дека одзивот од страна на граѓаните, па и локалните ограноци на политичките партии е одличен. Значи, ова е веќе 6-ти град во кој што сме присутни. Имаме уште 3 града да поминеме, со што ќе ја затвориме кампањата, овој дел, значи, од кампањата некаде кон крајот на март во Скопје, со една голема конференција. Меѓутоа, клучно е дека целта на овие трибини или дебати е постигната, а тоа е дека го креваме нивото на знаење на граѓаните за тоа дека постои некој друг модалитет во кој што граѓанинот има поголема моќ при одлучувањето за тоа кој ќе биде неговиот политички представник. А од друга страна имаме можност да ги дебатираме аргументирано и конструктивно сите предизвици, значи предности и недостатоци на вака понудениот модел и со представниците на локалните ограноци на политичките партии, што е уште една додатна вредност на овој процес, од проста причина што нашиот став е дека треба да почнеме од подножието, од дното кон врвот, што значи дека оние кои што треба да бидат лобирани во иднина ќе дојдат на крај. Што велат искуството од овие неколку трибини кои што беа изреализирани? Колку наидува идејата на поддршка кај граѓаните? Значи, ако можам да кажам, граѓанската поддршка, ако разговараме за истражување на јавното мислење и резултатите од него кои што ги имавме ние во 2011 јануари, значи ова време пред точно една година, е 64% за или 66, зависи. Меѓутоа, ако збориме за трибините, значи директниот одговор што го добиваме од граѓаните дека сите се за. Значи сите присутни граѓани тука се за, така да е многу интересно и многу позитивно за нас и тоа е тоа што ни дава уште поголем мотив и што не води кон да речеме продолжување на овој циклус, иако беше планирано да го работиме до март, најверојатно ова ќе продолжи и понатака и ние ќе го правиме ова што е значи еден вид на брендирање на Граѓанската асоциација МОСТ, тоа е дека нашите активности ги работиме на терен за граѓаните и со граѓаните, а не одиме на концепт на скапи мас медија кампањи во кои што покрај тоа што нема да можеме да го слушнеме мислењето на граѓаните, само ќе си ги кажуваме нашите ставови преку медиумите. Само што едно прашање, нешто што беше и овде констатирано, како се тоа да се спроведе и да се изреализира и што со политичките елити за кои што општа констатација дека токму ним ќе им смета се тоа и не им одговара ваквиот начин на Токму, значи, од тука и тргаме. Токму затоа и разговараме со локалните ограноци на политичките партии, им го нудиме ова како концепт. Внатре-партиската дебата е таа која што треба да стигне до политичките елити. Граѓанската асоциација МОСТ како еден од чинителите во овој процес може да поиде и да разговара, меѓутоа битно е телото партиско да биде добро запознаено. Сметаме дека ова е еден од чекорите, можеби прв чекор кон кревање на ова прашање на малку повисоко ниво преку локалните ограноци, а од друга страна, доколку ги гледаме искуствата од другите држави каде што имало слични вакви иницијативи, се разбира дека е потребен период да помине, ние ќе бидеме конзистентни, ќе бидеме упорни во нашите заложби да го промовираме овој концепт и да го застапуваме и да го лобираме и понатака. Меѓутоа имаме и низа на граѓански, да речеме, инструменти и уставно и законски кои што ни се на располагање во иднина, блиска или подалечна, кои што можеби и
согледувајќи волкавата поддршка од граѓаните, можеби ќе ги аплицираме, односно ќе ги искористиме за да дојдеме до конечно решение, односно до отворање на листите или унапредување на изборниот систем во Република Македонија.